По повод Меѓународниот ден на детето и денот на згрижувачките семејства во СОС детското село во петокот свечено беа отворени новите простори. По повод Меѓународниот ден на детето, меѓутоа уште поважно за нас, денот на згрижувачите, денес СОС детско село го обележуваме овој ден со повеќе настани, односно освен денот на згрижувачите, кој што е многу важен за нас како организација, која што 25 години работи за подршка на деца без родители и родителска грижа, исто така промовираме и проширување на нови просторни услови, подобрени услови за Центарот за згрижувачки семејства, меѓутоа уште една нова, се надевам многу скоро, иновативна услуга, Центар за специјална едукација и рехабилитација на деца со тешки трауми. Оваа услуга нова, досега ја нема во државата и во изминатиот период се подготвувавме да го промовираме ова ново оделение со цел да излеземе во пресрет на потребите на децата. Во општина Гази Баба функционираме многу долго време. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства се прошири освен на територија на Скопје и во две други општини, општина Кавадарци и општина Струмица со своји подрачни оделенија. Тука освен во општина Гази Баба работиме во општина Аеродром, Бутел, Чучер, Сандево, Илинден и така натаму, каде што поддржуваме згрижувачки семејства. И она што во пракса можеме да го видиме е дека локалната заедница е многу посензибилизирана, побрзо одговара на потребите на граѓаните и се многу наши значајни партнери. Најпрво сакам да се заблагодарам на СОС детско село, кој што имаме прилика денеска како и постојано како партнери да бидеме присутни на еден ваков навистина прекрасен настан за пуштање токму на овој центар во рамките на самото село. Благодарност до началниците, сето наше го прават како локална самоуправа, поддршката која што даваат постојано не само на СОС детско село, туку на целиот систем кога се работи во делот на поддршка во социјалната сфера, така да ќе продолжиме и понатака и како Министерство за социјална политика, демографија и млади во директна соработка со СОС детско село, меѓутоа и со сето оно што значи систем за згрижување во Македонија, да го подобриме истиот, да го направиме да биде навистина од директна корист за оние кои што најмногу е потребно, а тоа се дечињата кои што за жал судбината ги однела нели во еден сосема друг правец, така да како министерство сме отворени за копната соработка, за она што значи иновативни нови решенија, како што е токму овој денешен центар кој што е за прв пат во Македонија и понатака да градиме како систем во државата да можеме да бидеме навистина најдиректна поддршка за најмладите. Како локална самоуправа пред се ни представува чест и обврска што СОС детско село се наоѓа токму на територијата на општина Гази Баба. Не е само тоа една локацијска околност, туку пак ја повторам чест и обврска. Чест затоа што детско село досега е еден светилник на добрината, а обврска затоа што како локална самоуправа мораме и во иднина да продолжиме да го помагаме, да имаме одлична соработка со СОС детско село. Токму на денот на згрижувачите, сакам да упатам еден апел до сите колеги градоначалници, до сите граѓани, до целата заедница, да се вклучиме во оваа мисија, бидејќи навистина на секој дете му е потребно пред се љубов, грижа и надеж. Настанот се одржа во свечена и емотивна атмосфера посветена на згрижувачите, луѓето кои секојдневно им нудат љубов, безбедност и иднина на децата без родителска грижа. Во СОС детското село во 12 семејни куќи живеат околу 50 деца кои се во основно училиште.